Во пресред на зимата, кога аерозагадувањето повторно ќе биде проблем број 1 со кој ќе се соочуваат македонските граѓани, Врховниот суд неодамна донесе одлука со која ја задолжува државата да обезбеди чист воздух и здрава животна средина преку спроведување во пракса на соодветните акцијски планови, закони и стратегии. Во спротивно, граѓаните ќе можат да ги тужат државните и локални институции пред соодветните судски органи доколку им биде повредено тоа право. Станува збор за иницијатива на Центарот за правни истражувања и анализи од Скопје и Адвокатско друштво од Охрид. Со ова начелно правно мислење ќе се значително олесни пристапот кон правда, бидејќи сега мислам дека полесно ќе биде граѓаните да се охрабрат да ги бараат тие прави. Право на тужба граѓаните и досега има. Поднесени се 20 на пред управниот суд, но постапките се влечат со години поради тешкотиите истите да се докажат. Со ова сега се отвара можност за поефикасна имплементација на законските прописи од страна на локалните и државни органи, вели Гоџо. Значи, за да докажете вие дека имате проблем со амбиенталниот воздух, вие треба да докажете дека некој тоа го креирал како состојба, дека тој е по суштина штетник и, значи, правно, значи, терминолошки кажам дека тој е штетник и дека тој треба некоја состојба или да ја врати во поранешна состојба, или пак да соодветно компензира. Овие прашања кои што сега ги расчистува Врховниот суд, во суштина ги расчистува на едно друго поле на правото, а тоа е правото на кое што го тангира управната материја. Според екологистите, ова е добар знак за граѓаните. А проблемот со аерозагадувањето е многу тешко решлив, бидејќи поради социоекономската состојба, многу граѓани се принудени да се греат на дрва или да користат други нееколошки материјали, вели Зоровски. Нашата земја, значи, одамна касни со воведување на еколошки енергенци, дали тоа е гасот, дали се обновливите извори енергија, иако во последно време се прават напори за нивно побрзо воведување, меѓутоа сето она што досега се игнорирало, се ставало под тепих, сега си го зема данокот, а данокот на крај го плаќаат граѓаните. Решението тој го гледа во замена на дрвната маса со поеколошки енергенси. Решението е субвенционирање на еколошки грејни тела, воведување на и неограничено користење на сончева енергија, енергијата на ветрот. Сето она што значи субвенција за почиста енергија и секако јакнење на јавната свест на граѓаните. Скопје, Битола, Струмица, Тетово секоја зима се меѓу најзагадените градови во Европа, па и светот. Според УНИЦЕФ, секој 9-ти смртен случај кај новороденчињата во Северна Македонија е поврзан со загаден воздух. Во нивниот најнов извештај се вели дека во земјата ризиците од загадениот воздух се особено високи и од загадувањето на воздухот одзема повеќе здрави години од животот во споредба со кој било друг поединечен еколошки фактор. Според Институтот за јавно здравје, секоја година во земјата од загаден воздух умираат 5000 граѓани. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.